Сега е времето кога стартуваме со црвена линија. Верувам дека сте сите подготвени, нашите стари добри гледачи да, но еве ги потекнуваме и новите кои што досега можеби да имале намера, но денес верувам нема да биде така. Ќе се вклучат во ова издание на црвена линија. Ќе имате особено причина плюс да го направите тоа, да го завртите нашиот добро познат телефонски број 023076677, бидејќи ќе имаме интересна, исклучително жешка тема. Ковачевски и Мицковски како договорени? Во ист ден предлагаат уназадување на работничките права. Едниот планира намалување на платите, а другиот работниците да работат во недела. 70.000 членови на Сојузот на синдикатите на Македонија се непријатно изненадени. Црвена линија денес прашува дали владата за секоја криза излез бара преку грбот на работниците. И сега е време и да ве потсетам, ако не сте го направиле тоа, заследете на Инстаграм, се разбира нашиот профил, таму е црвена линија и веднаш одговорете на нашето анкетно прашање. Дали би работеле за помала плата? Тоа ве прашуваме на Инстаграм, стори приказната е во тек, одговарате со да или не. А се разбира, резултатите, како впрочем и секога што правиме, ги објавуваме веднаш по рекламите. Црвена линија има и прашање плюс. Што следно ве прашуваме? Под А, џабе работи, џабе не седи, или пак под Б, јаже ке давате или сами да си донесеме. Епа ние сме подготвени, верувам дека сте и вие подготвени. Она што треба задолжително да го направите, да го завртите телефонскиот број 023076677. А сега е време и се разбира да ја слушнеме изјавата на лидерот на Сојузот на синдикати на Македонија по завршениот економски совет. Еве што кажа. Не може врз основа на тоа преку нас работниците со ограничување, како што вели премиерот, за намалување на дел од платите каде што биле над просекот, што значи тоа над просекот, и не може со изјавата на претседателот на опозицијската партија дека недела треба да се укине како неработен ден, а тоа го потврди во извештајот и Уставниот суд, каде што вели дека тоа е неприкосновено право на работникот неделен ден за неделен одмор, од оваа криза да се вадиме преку грбот на работниците. Време е да слушнеме што ќе кажете вие. Потсетуваме, денес зборуваме за следново. Ковачевски и Мицковски како договорени. Во ист ден предлагаат уназадување на работничките права. Едниот планира намалување на платите на работниците, а пак другиот планира да се вратат работниците во недела, поточно недела да стане работен ден. Факт е дека 70.000 членови на Сојузот на синдикатите на Македонија се непријатно изненадени. Затоа и логично ве прашуваме дали владата за секоја криза излез бара преку грбот на работниците. Заследете не и на Facebook црвена линија, драги мои, секако заследете не и на Twitter, а и профилот на телевизија Телма, каде што на Facebook ги објавуваме нашите теми за кои што зборуваме. Па така ја објавивме и ова, па ако се чувствувате покомотни да коментирате, лајкнувате и шернувате, направете го тоа веднаш. Одиме со првиот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Да прашаме како сте прво и да прашаме следново. Малце ладно ли тоа е тоа? Тоа е и очекувано, но она што ќе ве прашаме под А, сметате дека дојде време џабе работи, џабе не седи, или пак јаже ќе давате или сами да си донесеме? Џабе работи, џабе не седи. Тоа е стара изрека од време уште, али темата денес што ви е ставена од страна на опозицијата и позицијата дека се предлага на некој начин денот, недела да се стави како работен ден. Тоа уште да ви кажам отворено, уште за време на кога бевме во бившата ЈУ република, неделата не се работеше, сите ние знаеме, а ова што го предлага председателот на владата, тоа е исправно, ќе ви кажам зашто. Во Агенцијата за радиокомуникации, знаете, има над 80.000 плата таму. Таму се бара намалување на тие средства. Не се бара во кај работниците со 30.000.
Вие може и не сте воделе евиденција или некој издајте евиденции. Имаме институции каде што над 60.000 плата зема, а не работат ништо, да ви кажам отворено. Тоа е стварно надвор од сите норми на плата. Затоа, тоа е Ковачевски што предлага на владата е исправно, затоа што прво тие луѓе треба да се... Благодарам многу што и ве го пробивте мразот. И она што е најважно, ќе ве потсетам задолжително да кликнете на telma.com.mk, ќе се информирате брзо и целосно, а еве што издвоивме за денес, апропо нашата денешна тема. Сојузот на синдикати на Македонија, насловот е опозицијата настапува бетер од владата. Тоа е со оглед на тоа што Сојузот на синдикати на Македонија реагира по последните изјави на премиерот Димитар Ковачевски за кратење на платите, како и на лидерот на ВМРО ДПМН Кристијан Мицковски за укинување на недела како неработен ден. Ке подсетиме дека според синдикатот владеачката партија СДСМ, односно владата, не ги зголемила платите на работниците, а опозицијската партија ВМРО ДПМН ги зголемила на локално ниво. Нешто што го сториле и други совесни градоначалници и други политички партии, онаму каде што имаат функционери. Како и да е, оваа вест ја имате, подсетувам, на telma.com.mk. Задолжително заследете, кликнете и не заборавајте да се информирате целосно, навремено и квалитетно. Она што сакаме да слушнеме од вас, еве ќе стартуваме и со нашето анкетно прашање, секако ќе го поставиме на секој кој што ќе се вклучи, дали би работеле за помала плата. Еве тоа ќе го прашаме веднаш и следниот гледач во црвена линија. Добар ден. Се надевам намален е тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Еве, ќе се обидам уште еднаш и ќе потсетам, значи, на вистина, иако е ова втора сезона и постојано во секој издание на Црвена линија повторуваме, не заборавајте, правило е, особено оние кои што може би и прв пат ќе се вклучат во Црвена линија, да задолжително го намалите тонот на ТВ приемникот, а со тоа се разбира да зборувате со нас само преку слушалка. Тогаш верувам дека нема да имаме проблеми и ќе се слушнеме одлично. Ќе одиме малку и на Твитер. Се разбира, а твитерџиите никогаш не се рамнодушни кога има вакви случувања, а денес зборуваме и за тоа дали владата за секоја криза излез бара врз грбот на работниците. Работник.com.mk објави на Твитер дека владата ќе штеди со намалување на големите плати и продолжување на летното сметање на времето. Ние ќе продолжиме со вклучување на гледачи. Добар ден, се надевам успешно. Црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден, Црвена линија. Ало? Јас одлично ве слушам, Ало, се надевам. добар. Се слушаме, верувам, добро. Да ви кажам право, не се слушаме добро. Затоа е ова кацање од нас, пошто не ве слушаме и не знаеме дали вие зборувате или не зборувате. Ич не се слуша. Тоа многу ви го кажале, и јас го кажувам. Добро, да не се должиме премногу, за тоа ве молам, кажете ми дали сметате дека владата секогаш бара излез преку грбот на работникот? Јас ги прочитав темите и ги слушав од вас, меѓутоа техниката нека ви зазвони еден од вашите... А да слушнеме што ќе кажете за темата. За да видите каква е врската, дали се слуша или не се слуша, инаку може и да не верувате нас ние што зборуваме. Кај нас одлично се слуша, одлично се слуша кај нас, да знаете, ве слушаме и чекаме да кажете... Еве, отиде времето, ќе поговорам и повеќе ми отиде. Ајде да почнам. Ковачевски и Мицковски предлагаат уназадување на работните права. Абе Ковачевски и Мицковски недели уназад ќе ги укажат, ќе ги накажат работниците и работничките права. Тие се за штета на Македонија, не за добро на Македонија. Пошто Ковачевски со помош на предсодниот негов е склон за уништување на Македонија, меѓутоа Мицковски со ништо не го спречи. Значи дека и тој му помага. И ова што му кажуваат, нема врска дека нешто ќе направат. Благодарам и цениме што се вклучивте во Црвена линија. Ќе потсетам дека ги проверуваме линиите, се разбира, јас одлично ве слушам.
А кога ќе вклучиме и повеќе гледачи, гледаме дека добро не слушаат она што е најважно. За оние гледачи кои што сметаат дека не сме добро конектирани, проверете и направете го тоа веднаш. Намалете го само тонот до крај на ТВ приемникот и зборувајте телефонски со нас. Тоа е се и верувам дека ќе нема никаков проблем. Ајде сега да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, дали сум јас? Да, вие сте и прашање веднаш дали владата за секоја криза бара излез преку грбот на работникот? Па, секој пат бара, тоа е вистина, меѓутоа пред да одговорам на прашањето, сакам да ви кажам нешто, дека многу лоша ви е кореспонденцијата со поработените таму. Тие не објаснуваат кој е наред, дали треба да се јави прв, втор, трети треба да чека, после не ги уклучувате за да слушаат преку телефон, така да имате тука малце проблеми, затоа имате и проблеми. Благодарам за забелешката, јас сега ве слушам одлично, ве слушаат и сите гледачи, па еве, кој е вашиот став? Вака само прво да ви кажам дека и во поранешната држава, сакам да го коригирам онај првиот гледач што се јави, се работеше во недела. Не е вистина дека не се работело во недела. Се работеше, меѓутоа се плаќаше. И ова што денес се случува не е во ред. Се плаќа, недела ќе си работи, еден ден државата не функционира. Така да треба да се работи во недела, меѓутоа да се плаќа, да донесе закон и да го спроведи законот и да се плаќа и недела, и сабота, и државен празник, и ноќна смена, и континуирана смена, и сите тие додатоци што треба, и се ќе функционира безпрекорно. Недела е мртов ден. Не знам дали вие знаете, недела е мртов ден. Ништо не функционира. Функционираат во Скопје 4-5 молови и тоа е се, друго нема ништо. Така и оние дене што работат во недела се наплатува, тоа не е веќе неплатено. Треба да се плаќа неделата, посебен додаток да има, да се донесе закон, да се плаќа и завршена работа. Да го поздравам господинот Таспаров, утре пак ќе го чекам. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот, ве молам 90 секунди, не сакам да изгледа дека ве кратиме, а навистина сте ни добре дојдени и драго ни е токму вас да ве слушнеме, бидејќи најголем дел од нас, нели сме и работници, па верувам дека имате свое мислење, свој став во однос на тоа за што зборуваме денес. Добар ден за новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Јас ве слушам добро, верувам дека и вие мене. Одлично ве слушам. Драго ми е. Па еве, да почнеме за почеток. Дали би работеле за помала плата? Па ја не знам ако има таков човек роден до сега што би работел за помала плата, ако веќе на некој начин за некој 10, 20, 30% што е илузорно веќе е достигнато некој ниво на некоја плата и враќање назад, тоа не знам, тоа нема логика, тоа ни значи немам ни коментар на таа тема. Само сакам да кажам во врска со намалување на платите кои што се повисоки, така беа Така. Да. Јас се сложам со платите, ама тој што го кажува, но од неговата плата треба да се намала 10%. Тоа е администрацијата. А не од не знам луѓето што немаат и ајде да не јаснам повторно. И дали владата работи врз грбот на работниците? Во врска со сите нели вие укажани кризи и така натаму. Времето истече, внимавајте на тајмерот, но тоа не значи дека сме завршени, обидете се повторно, па ќе имате можност за нови 90 секунди. Секако останете да не следите до крај. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден од црвена линија. Дали се слушаме, Тина? Да, одлично ве слушам. Добре ни дојдовте во црвена линија. Јас многу слабо ве слушам, меѓутоа сепак се слушаме. Ја би сакал да кажам дека ова што се предлагаат уназадување на работничките права, на грбот на работниците, па јас сум пензионер и исто така би го поврзал и со пензионерите. Видете вака, сигурно дека ние на влада не би сакала да
се намали платата на работникот, пензијата на пензионерот, меѓутоа изворот дали е доволен, дали има доволно пари во буџетот за да се реализира тоа. Мислам дека ја би ја свртел работата малку во друга насока. Дали бизнисмените, газдите дозволуваат такво нешто да се случи. Јас знам газди кои редовно исплаќаат плата, редовно плаќаат придодници и така натаму. Меѓутоа поголем дел не се такви. Еве ќе ви кажам пример. Во Штип, во повеќе конфекции, работниците примаат плата пола во плик, пола на сметка. Што значи тоа? Помалку пари во буџетот, затоа што не се плаќаат придодниците до крај и доаѓа до тоа што доаѓа. Владата е ставена во ситуација да не може да го исполни она што сака и што ветила да го исполни. Затоа газите треба да се свртат кон себе и Азерски, кој е претседател на Сопанската комора. Цениме што се јавивте во Црвена линија, големо благодарам до вас. Ево уште еднаш ќе кажам, внимавајте на тајмерот. Затоа го гледате на екраните. Сакаме секогаш да ве слушнеме да се изјасните докрај без да се исклучи јавувањето со тајмерот. Јас ќе се префрлам веднаш на Твитер, ќе поберам да погледнете еден твит кој што е напишан од Севрџан, вели: Ковачевски. Таму каде што има плати над просекот, во ваква криза треба да се намалат. Најзадолжена ни е државата откако се они на власт. Немало понеспособна влада, сега наред е намалување на платите. Прво од вашите плати да си почнете, некадарни. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Јас мислам добар ден, сина. Добар ден, секој е добро. Поздрав до Телма телевизија. Јас мислам оти работничките права дека треба поголеми инфлации. Поголеми инфлации е криза. Ова криза паце како инфлација. Инфлација на многу поскапени производи. Да посетиме криминал и корупцијата во Македонија. Например, многу криминал и корупција има. И уште да посетиме за полесна работа некоја. Ајде да речеме недела повторно да биде повторно работен ден. Еве и таков предлог има. Јас Дали тоа ќе биде во бенефит нели и за работникот, но и за буџетот? Недела повторно да биде официјално работен ден. Во рете, мислам, владата да ВМРО и СДС створат влада. Владата кочи. Владата 4 години, 8 години, ова влада е на власт. Ама ништо нема, пустелија, пустошна праја. Мислам, друго, мислам, во градовите е добро. Јас бев и во Скопје, од Битола сум патувал за Скопје, шетам. Убаво е, многу убаво, има ресторани, има се, има само пари нема доволно, нема. Се има, но пари нема доволно. Во ред, благодарам многу, цениме и тоа што се вклучивте во Црвена линија. Подсетувам на 023076677, тоа е телефонскиот број. Ги охрабрувам и оние кои што можеби немаат навика еве да се вклучуваат во вакви емисии, да го направите тоа, бидејќи верувам дека оваа тема и како не засега сите, бидејќи еве во ист ден се предлагаат, одлучивме да ги наречеме уназадување на работничките права. Едниот сушност планира намалување на платите, другиот недела да се врати како работен ден. Одеме сега со еден твит малку постар, бидејќи кога зборуваме за плати, за права на работниците и сето она што се случува веќе подолго време наназад, ќе одиме со твитот на Александар Тотевски, кој што вели: наместо да бараме намалување на администрацијата што е терет на фирмите и со плати и измислување на бирократски пречки кон фирмите, барате зголемени даноци на фирмите. Океј, ќерка му Наталја треба да зема плата, лупнете по големи даноци, фирмите ќе купуваат струја по 400 евра за мегават. Во продолжение, секако ќе ве потсетам дека во тек на денешниот ден ние и
анкетата на Инстаграм, заследете на таму и дајте го вашиот одговор на прашањето дали би работеле за помала плата, да или не. А да слушаме што ќе ни каже нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден, јас одлично ве слушам. Дали сум вклучена во програма? Да, вклучени сте и тоа во црвена линија. Ви благодарам. Уште еднаш добар ден. Уште еднаш добар ден и од. Изненадена сум од реакциите на некои граѓани кои што велат неспособна влада, неодговорна влада. Нема врска. Тие или се кратковиди, или неодговорни, или пак некоја друга причина е. Дали се свесни дека во текот на овие 5 години што се доживеа оваа влада? Наиде на заробена држава. Дозволи да влегуваат во државата и министри, и премиери, и seможни други врвни луѓе од Европа и од целиот свет. Оваа влада наиде на такви ситуации во државата, што не е споредливо со ниту една друга. Пред 4 години имавме епидемија на мали сипаници. Филипче добро ја реши. А еве да ве прашам на темата дали вие би работеле за помала плата. Една направи Филипче што и поверува на фон дер Лајен кога рече дека вакцините ќе се распоредат во сите земји подеднакво. И едноставно тоа не се реализира, имавме проблеми, но пак владата се снајде. Да ве прашам еве да ми дадете одговор на анкетното прашање, дали вие лично би работеле за помала плата, иако ви е висок? Да го решат проблемот. А за време на владењето на таа влада, благодарам што се вклучивте во црвена линија и секако ќе ве потсетам на социјалните мрежи, ако таму вие можеби полесно да го дадете вашиот став, направете го тоа. Пред се ќе почнам со профилот на телевизија Телма, каде што црвена линија ги објавува своите теми, па еве ќе ви покажам и како изгледаме таму, заследете не секако и можете еве да надополните со коментар плюс. Визуелно изгледаме вака на профилот на телевизија Телма на Facebook. Прашуваме дали владата за секоја криза излез бара преку грбот на работниците, а нашето денешно Инстаграм анкетно прашање дали би работеле за помала плата. Веднаш ќе прочитам коментар од Павловски Ацо, кој што вели: има државни институции, агенции каде хонорарно непотребно се вработени паразити кои земаат 38.000 денари, демек плата за работно време од 8 до 12 часот. И кога сакаат доаѓаат на демек работа нешто и си одат кога сакаат пред 12 часот. А ќе споделиме и коментар од Ленка Петреска, која што вели не треба да бараат излез од грбот на работниците, туку треба владата да се ги скрати трошоците со златните лажици и разговорите со соседите. А ние одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Еве, благодарам. Дали би работел? Па, ако взимам 70.000 плата, зошто да не би работел за 10% помалку ако некој зима 15-20 хиljadi. Човечки е човек во дадени моменти да биде човек, а не да биде гад и скот. Да гледа само за себе. Меѓутоа, најлошо е што владата, владетелите и овие опозиционите, да не речам друг збор, него ќе речем и тие владетели, дека секоја криза излез бараат не преку грбот на работниците, него преку грбот на македонците. Тоа е најлошо. Пошто македонецо СМ загуба за струја, крадење ваму таму, ударија на грбот на македонците, за да СМ биде донирана со наплаќање на мрежарина, патарина на струјата, не знам што ли не, измислија 300 начини како да се наплаќа, за да тие не се во загуба. Ева на СМ по 100 милиони, по 50 милиони им дава од државата, задолжуваат државата, народот се задолжува со милиони. Ова гледачка што рече многу прецрпеа. Во овие 5 години само прецрпеа јадење на 25 милиарди евра што ги снема, а не направија ништо. И другите беа со такви лоши.
Благодарам многу, цениме и тоа што и вие се вклучивте во црвена линија. Потсетувам, внимавајте на тајмерот. Телефонот звони во црвена линија, веднаш велам добар ден. Добар ден, дали се слушаме црвена линија? Добар ден. Добар ден, вие сте во црвена линија. Добар ден, Македонија, јас сум у програма. Да, вие сте и еве виднаш со вас. Пошто вчера не се слушнавме, честит празник Македонијо. Честит празник, така е, вчера беше денот на народното ослободување. Сите херои, партизани и сите борци од памтливи до денес кои гинеле за нас, за некои да земаат дебели плати, привилегии и па да се предавници. Сега кога спомнавте плати, дали вие би работеле за помала плата? Сега човек ако е во небрано, може би работел за помала плата, но би се борел таа плата да биде што поголема, што е можно поголема. Ако е поголема и вие намалат со цел да биде подобро за буџетот? Учевме во СФР, учевме да бидиме работнички права, синдикат, не да бидиме со свиткани кичми, туку да и бидиме со исправени кичми. Но за жал во СФР, само Скоски ни го садија и дозволивме сите фабрики да ги украдат тие важни комунисти, директори и да станат сурови феудалци и газди. Нели од оваа комунистичка партија СДС. Според вас треба ли недела да се врати како работен ден? Не е толку важно, многу поважно е да падне оваа власт, пошто е неспособна за 5 години, за 30 години независна Македонија, еден колаборник не изгради како власт, овој СДС. Само затворат фабрики, уништуваат и ограбуваат. Ни градат автопати, ни ништо. А ВМРО градеше и фабрики, и вработуваше, и даваше бенефици за ученици, студенти, без пари превоз, со воз, автобус, нови комбиња за... Благодарам вам за вклучувањето во црвена линија. Ке подсетам на 02307667, како што го направи тоа и следниот гледач. Јавете се и еве денес дискутираме дали владата за секоја криза бара излез преку грбот на работникот и доколку имате висока плата, дали сте за да се намали таа плата со цел да се зголеми нели буџетот, односно да бидеме ефикасни. И уште ако додадеме недела да биде работен ден, колку тоа ќе биде бенефит за економијата во земјава. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Дали во недела треба работникот да работи, прашувате? Да, тој е предлог на лидерот на ВМРО ДПМН, господинот Мицковски, една од мерките. Дали тој работник во неделата треба да биде со своето семејство дома, бар на еден ручек да јаде? Знае ли тоа Мицковски? Дали знае дека администрацијата секоја сабота и недела седат дома, а земаат плати точно колку и поголеми од работникот? Тоа треба еднаш да знае, а овие што земаат поголеми плати од просекот треба да се закинат. Како на администрација, така и во останалите организации. Така, продолжете, имате уште време. Ева, тоа би сакал да кажам. Тоа би било се? Да, благодарам. И јас ви благодарам што се вклучивте во црвена линија. Веќе посетам, имаме и такви гледачи кои што нели се кратки, но и јасни. Благодарам што земавте учество во црвена линија. Ајде да видиме дали повторно имаме гледач. Да, телефонот си звони. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ние до вчера, па и вие новинарите, напаѓавме затоа што има диспропорција во платите на јавните службеници. Посебно во некои предпријатија, као што се ЕЛЕМ, МЕПСО, па да не зборам она национална, како викаат, агенција за телекомуникации, тамо што ја знам тие другите, или земете ги јавните предпријатија. Предлогот на Ковачевски е тие што работат со загуба, а имаат високи плати менаџерски договори, како телевизија. Ај кажете ги платите колку зима менаџерскиот тим на телевизија, на Македонска радио телевизија, сакам да прашам. А што даваат за тоа што зимаат пари? Или земете ги овие што прават кулата на водно, колку плати зимаат таму? Зашто гледате последно време кај се запослуваат роднините све во тие добростоечки фирми? Па до кога така?
Само затоа што се високи платите таму. Минатата година Елен потроши подаде и К15 и се комплетно, кога никој друг во државата не зема К15. А од друга страна, покачува и струја, покачува и предплатнички договори за све останато. Па тоа све, затоа е тоа. Ја го оправдувам барањето. А ова Мицковски што трешка се вчера глупости... Без навредливи зборови, ве молам. Господин си нека гостин, па и он треса чисто зелени. Многу убаво треса зелени. Ама Мицковски тресаш и некои други зелени? Златно правило во црвена линија дека се може да се каже, но да не се употребуваат нели погрдни и навредливи зборови, како и зборови кои што асоцираат на насилство. Толку е едноставно, колку што едноставно и да се заврти телефонскиот број 023076677. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало? Добар ден, вие сте во црвена линија. Да, добар ден, среќен ден, нека вие. Среќен ден, секој добро и вам. Ако не е убаво нити времето, нити приликите, ама нека биде среќно. Ајде, како да биде среќно за работниците? Дали вие пред себе работеле за помала плата? Тоа не е анкетно прашање. Па би. Добро. Па би во хуманитарни, мислам, кризни времиња, кога е потребно да се има, да кажеме, и оној што нема, прво, јас би сакала, ако имам толку многу доволно, значи голема плата, тога и би сакала да помогнам, затоа што ти на види душо, во вакви времиња мислам дека повеќето луѓе не го мислат ова, јас што го мислам дека јас, например, не би била среќна да имам многу и да можам да си приуштам се, а да гледам дека повеќето од мене немаат. Значи, треба да бидеме хумани. Ама не само на работниците, на администрација, не знам на кого таму, него нека си намалат од платите и пратениците, и владините службеници, работници, што се таму да кажеме, затоа што еве слушам, не знам колку си запознаена, во Белград Вучич по 5000 денари им скрати. Благодарам многу на вашето јавување и вклучување во црвена линија. Еве уште еднаш ќе напоменам, внимавајте на тајмерот, бидејќи автоматски се исклучува, 90 секунди е време траењето. Знам дека има гледачи кои што нели сакаат излагањата да траат и повеќе од 2 минути, но целта е да имаме што повеќе вклучување во рамките на време траењето на едно издание на црвена линија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ало, се слушаме? Да, одлично ве слушам. Добар ден, црвена линија. Прво во однос на платите ќе кажам, сите оние кои има над просечната плата, над 50.000, значи до апсолутно невека до 70.000 да биде невека 30% намалување, додека оние кои има над тој износ да биде негдека 60%, така да се дојде до некаква си линија, урамниловка, затоа што за сите продавниците продаваат по иста цена, значи производите. Нема попус, ништо за тие што имаат ептен сир. Значи, во однос на тоа сум за намалување на лични доходи, а оние кои што немаат, значи, дури се на работа, а немаат работно место, значи не даваат никако допринос да бидат тие отпуштени. Се околу работната недела сум за тоа да биде слободна, работникот да може да го почувствува тој одмор, да таа тежина во текот на неделата, оној труд кој што го вложил, сепак барем еден ден да биде заедно со фамилијата, да може еден ручек и да ги слушне, значи, проблемите на семејството. Дали има некакви проблеми, ако има да најде начин да ги реше, и тоа ќе биде еден голем плюс и ќе има поголем допринос и за предпријатијата, која работникот ќе биде задоволен и одморен, сигурно дека место да работи. Така. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Сега малку ќе ве префрлам и на Facebook, но овој пат на нашиот профил Црвена линија, заследете го секако. И тука изгледаме онака како што изгледаме и на профилот на телевизија Телма.
Објавена ни е темата, па еве ги и коментарите. Едниот е од Маријан Петровски, кој што вели: Германија има 12 министерства, Македонија има 29. Епа, народе, нека те дерат. Кон овој коментар се надоврзува Југослав Богдановски, кој што вели: бегаме за Германија. Еве сега малку ќе продолжиме надолу, но ништо, компјутерот не покажува она што сакавме да го видите, но тоа се коментарите. Ако сакате и вие да се надополните на овие коментари на Маријан и Југослав, секако направете го тоа, заследете на Facebook. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Прашувате, ало? Да, вие сте во црвена линија, ве слушам. Вака, сега. Прашувате некои работи и стварно вашата самата телевизија. Како можете и некој сум забележал вака јавувачи ги иритирате, иако овие некои што излегуваат од власта и кажуваат нешто, и да не се на власт и опозиција, и кажуваат некои работи, а вие ги подметнувате кукавички зборови, давате на ние да ги тоа да го конзумираат граѓаните и ги сакате да испитувате ли уште нешто. Што е работа? Вие се поставивте над полиција, над се. Значи, Добриша телевизорот требал да не го направи. Ставете тема што треба, господјо, и ставите ја темата мобилно биро, дали сакат, па да видиме кој сака да работи, а не ти ми... Е, вака сега, темите кои што ги дават црвена линија, прво ќе ви се заблагодарам што се јавивте, бидејќи нормално не одлучуваме ние каков став да имате вие, но секако одлучуваме што е она што е актуелно и што ги засега сите. Па црвена линија не би била црвена линија, ако па особено не зборува за правата на работникот. Она што е актуелно е дека последните настани инспирираат да ве прашаме дали владата за секоја криза бара излез преку грбот на работниците и дали доколку имате повисока плата од просечната, би работеле за помала плата. Неминовно е да се спомене и предлогот недела да биде вратена како работен ден. Е сега на што ќе се вратиме се рекламите, малку да земеме здив, а потоа ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. Повторно сте со црвена линија и верувам и оние кои што го даде одговорот на нашето денешно Инстаграм анкетно прашање, објавено на нашата на нашето Инстаграм профил Црвена линија. На прашањето дали би работеле за помала плата, резултатите се следни. Со да одговорија 0%, ама со не одговорија 100%. Продолжете да не следите на социјалните мрежи, не заборавајте Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија, Instagram Црвена линија и секако заследете ја и Телма на Facebook. Како и да ве препуштам на програмата на Телма телевизија, ви посакувам убаво попладне, а утре повторно со тема за сите нас. Довидување.